Индоминерали има близу 2000 евра чист профит повработен, а за работниците и долговите пари нема. Според најновата анализа на економскиот магазин Капитал, концесионерот на рудникот Добрево, индиската компанија Индоминерали и Метали, е на 51-то место меѓу 200 најпрофитабилни компании во државата. Минатата година оваа компанија ја завршила со чиста добивка од 1.683.279 евра, што е за 230.739 евра или 15% повеќе од лани. Вкупно повработен Индоминерали имаат 1.836 евра профит, а вкупниот приход во 2014-та бил 16,7 милиони евра. Во меѓувреме за рударите и доверителите пари нема. Платите во Добрево се понижувачки 200 евра и нив работниците ги земаат на неколку рати. Плати каснат, малтретираат ги таму со тие некои нини, како да кажам, смени, како се тоа работи со храната, жалат се некои луѓе така. За концесија Индоминерали на општината и должи околу 250.000 евра, што е речиси идентично на годишната разлика во добивката на индијците. 2% од металот кој што се наоѓа во концентратот се плаќа како концесиски надомест, од кој што 80% од парите одат на општините, 20% одат во централниот буџет, меѓутоа знам дека една година, односно 4 квартали, концесионерот нема платено концесиски надомест, што е нонсенс, бидејќи законска обврска е 15 дена најкасно после завршување на кварталот да биде исплатен концесискиот надомест. Поради неплаќање од понеделникот на рудникот му се исклучени и струјата и водата. Целиот долг на Индоминерали и Метали по однос на фактури спрема јавното комунално предпријатие изнесува некаде околу 1.370.000 денари. Тоа значи дека почнувајќи од февруари оваа година тие немаат извршено никакво плаќање за спрема врските што ги имаат кон Никола Карев. Фактичката состојба оди во прилог на тврдењето на синдикатот дека Индоминерали го води рудникот во пропаст. Нивната историја покажува дека одат остават пустош. Најверојатно, ако државата не преземе нешто, тоа се случи овде. Дека во прашање не се пари, туку веројатно намера е известно, зашто извештаите покажуваат големи добивки за рудникот. Од тука прашањето е дали некој ќе им застане на патот на индијците и ќе го спаси пробиштив од толку фалените странски инвеститори.